Денеска мој гостинг е Благица Петрески, главен економист во Институтот за економски истражување и развој Finance Think. Добро дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Ке почнеме со јавниот долг. Веќе на крајот на годината стигна 7,7 милиарди евра во апсолутен износ, во релативен и прогнозите се дека ќе биде над 60%. Каков е вашиот став за овој јавен долг? Уште во текот на COVID-19 кризата знаеме дека потребата за зголемени расходи за заштита на здравствената состојба, за заштита на ранливи категории граѓани и спасување на фирмите, веќе во тој момент јавниот долг порасна за 10% поени. Уште на почеток на 2022 година потребата за ново задолжување веќе беше јасно изразена, затоа што ја имавме и енергетската криза на прагот и тоа значеше нова потреба за дополнителни расходи и поддршка на економијата, каде што во буџетот за 2023 година веќе забележавме дека има планирани 1 милиарда на евра дополнителни задолжувања од надворешни извори. Не би очекувала дека во следниот период ќе имаме некое позначено олабавување на условите на пазарите за задолжување, така што во однос на јавниот долг би очекувала во номинален износ да биде во износ на буџетскиот дефицит, додека пак во релативен износ како процент од бруто домашниот производ, истиот би бил компензиран заради повисокото ниво на номинален бруто домашен производ, заради високите цени и дефлаторот кој што се проектира за следната година од 7 до 8%. Меѓутоа, значи, сега излегува дека ние се задолжуваме со повисоки стапки од колку што се раздолжуваме. Гледам дека во наредните години некаде 2,5 милиарди евра треба да вратиме за евроврзници. Има ли, да кажам, излез, го гледате ли како стратегијата на владата е дека ќе се управуваат тие, нели, буџетскиот дефицит и дека ќе се намалува јавниот долг после 2026? Мислите ли дека ќе може тоа да се оствари? Во контекст на задолжувањето, дали тоа е скапо или ефтино, сметам дека не треба да ја водиме дебатата на таков начин, туку дали ние можеме да направиме интерна консолидација во земјата. Ние во голема мера го пропуштивме моментот кога цената на задолжувањето беше пониска, затоа што се беше во исчекување и задолжување и инструментот за ликвидност преку ММФ. Во меѓувреме владата направи некое премостување со задолжување на домашниот дел на кај банкарскиот сектор, така што тој момент на ефтино задолжување ние веќе го пропуштивме. Меѓутоа, дали ова ниво на долг е загрижувачки или не, би рекла и да или не, зависи од тоа за која намена ние ќе ги искористиме овие средства. Доколку средствата со кои што се задолжуваме се искористат за различни форми на субвенции и различни начини кои нема да ја подобрат продуктивноста и конкурентноста на земјата, во тој случај задолжувањето е ризично и задолжувањето е дискутабилно. Од друга страна ја имаме поддршката на Меѓународниот монетарен фонд, тој PL инструмент, каде што условува дека тие средства треба да бидат искористени за структурни реформи. Тоа значи дека таквите средства уште од самиот почеток би биле насочени конкретно во структурна реформа на економијата и после одреден временски период ние ќе имаме поголема потенцијал на конкурентност и продуктивност. Што не е таков случај со позајмувањето на приватните пазари, каде што се ризични истите. Еклатантен пример е Скопје 2014 година, каде што имавме потрошени 700 милиони евра, меѓутоа на крај ние не завршивме со реструктурирана економија, само завршивме со потрошени средства. Во тој контекст, доколку средствата не се искористат во структурни реформи, само се искористат за различни форми на субвенции, апсолутно дека 60% од јавен долг од бруто домашниот производ е загрижувачко ниво. Годинава имаме проектиран буџетски дефицит околу 700 милиони евра, 4,6% од БДП.
И тури со тие 250 милиони евра што ќе се дадат нели поради енергетската криза и поради инфлацијата како мерки за нивно облажување, околу 450 милиони, значи треба да се употреби нешто дефицит за нешто. Мислите ли дека е добро структурирана и приходната и расходната страна во смисла можеше ли буџетскиот дефицит да биде толкав? Во оваа состојба во која што се најдува економијата, земено вкупно со сите окружувања и глобални притисоци кои што ни постојат, ние се најдуваме во една состојба каде што имаме потреба од и понатаму економијата ни е ранлива, имаме ранливи сегменти на граѓаните кои што се итекако засегнати од оваа севкупна криза. И тоа значи дека имаме дополнителна потреба и понатаму треба да очекуваме дека треба да имаме дополнителни расходи за заштита на ваквите слоеви на граѓани и потенцијално за еден дел за домашното производство на енергија. Меѓутоа, исто така, таквиот контекст ни упатува дека и прибирањето на приходи би може би било генерално тешко во смисла доколку се обидеме да воведеме некои екстра даноци. Меѓутоа, од друга страна ја имаме потребата за долгорочни инвестиции кои што треба да ги започнеме, кои треба да го забрзаат економскиот раст во иднина. Тоа севкупно упатува дека ние ќе треба да имаме поголеми расходи. Меѓутоа, на приходната страна, еден дел каде што има простор за излекување на дополнителни средства, тоа е сузбивање со сивата економија. Нашата минатогодишна анализа покажа дека само по тој основ во буџетот може да се приберат дополнителни 700 милиони евра на приходи, што е еднакво на една евро обврзница. Така што просторот за прибирање на екстра приходи го гледам главно во тој дел на сузбивање на сивата економија. Доколку дискутираме во контекст на прогресивноста, мислам дека пред да направиме значајни резултати во делот на справувањето со сивата економија, било која форма на воведување на прогресивност би била нееднаква и нефер третман и мислам дека искуството од минатите години ни покажа дека таквиот концепт не поминува. Зборуваме за прогресивен данок. Да. Во делот на расходната страна, мислам дека постои значаен простор за дополнителна консолидација. Постојат одредени сиви зони кои што треба да бидат третирани. Тука се пред се во делот на стоки и услуги, субвенции и различни трансфери. Да споменам само неколку. Например, секоја година ние по основ на субвенции во земјоделие имаме околу 130 милиони евра, што е најголемата ставка. Сепак во текот на кризата со храна ние не бевме капацитетни да си го произведеме дополнително домашното производство да го засилиме. Зошто? Затоа што субвенциите се делат во принцип на инпут, а не по принцип на аутпут и од тука гледам дека потребни се сериозни структурни реформи во тој дел. Втор пример е делот само да видиме како ќе изгледа и на тоа. Апсолутно, имплементацијата е многу значајна. Втора форма се делот на субвенции преку првиот столб на планот за економски раст за компании, каде што ние исто така имавме една импакт евалуација и оценките беа дека таквата форма на субвенции не даваат ефекти, меѓутоа и покрај таквите резултати владата генерално остана глува за позначајна намера и позначајни исчекори во корекција на дизајнот на таквите форми на субвенции. Тука гледам дека постои посериозен простор каде може консолидацијата да биде позначајна. Во поглед на платите во јавниот сектор, треба тука да бидеме исклучително внимателни, затоа што според обемот на трошење на плати, ние не сме, Македонија не е меѓу земјите со голем обем на трошок на плати, меѓутоа проблемот е во ниската продуктивност, севкупно во јавната администрација, каде што дел од платите се можеби незаслужени и дел од тие унапредувања не се врз база на мерит систем, меѓутоа тоа си е тема сама за себе. Би тоа доста го анализирате. Мислите ли дека ќе има со новиот закон за плати во јавниот сектор дека ќе има некој напредок или
таму фали цела една реорганизација, можеби околу бројката воопшто на вработени? Сметам дека севкупно потребно е да се направат реформи кои ќе ја подигнат продуктивноста и кои на јавната администрација, каде што сепак оние кои што навистина заслужуваат ќе бидат стимулирани, ќе бидат поставени прави луѓе на прави места и за тоа што тие истите си го заслужуваат и ќе бидат од секој аспект стимулирани и обратно дестимулирани оние кои не работат. Меѓутоа останува да видиме затоа што јавната реформата во јавната администрација е долго дискутирана тема и навистина си е тема сама за себе. Сега ме подсетивте дека доста пати сте зборувале на тема продуктивност на работници воопшто. Меѓутоа и тие како се зголемува нивната продуктивност и платите, нели повеќе го полнат буџетот и се тоа е еден круг. Како е да постигнеме поголема продуктивност? Дали тој влегуваме во некој магипсен круг, тие велат платите се мали, работодавачите велат толку испорачувате. Како да се најде некоја средина? Ние, ако зборуваме од аспект на пазар на труд и доколку ги погледнете се вкупната состојба, ќе видите дека и понатаму ние имаме значајни јазови и од аспект на занимања и од аспект на вештини. Ние мора пред се да го подобруваме образованието и да ги јакнеме човечкиот капитал. Тоа е едната форма. Втората форма е инвестиција во нова технологија, современа технологија, каде што паралелно со нови вештини кои би ги вградувале во потенцијал работната сила, се вкупно би довело до една повисока продуктивност. Меѓутоа, не можеме да дискутираме за изолирани интервенции. Таквата интервенција значи една севкупна интервенција на повеќе аспекти и од аспект на образование и од аспект на компании, инвестиција во таква технологија и на други реформи за кои што се потребни. Како гледате на овој специфичен момент во кој што се наоѓа глобалниот свет и внатре Македонија во глобалната слика, една поширока, да кажам? Така, како економија, ние сме мала економија и сме зависни и од европската економија, меѓутоа и од глобалната економија. Тоа ние го забележавме минатата година, каде што не бевме изоставени од вкупните случувања и на енергетската криза и на ценовните случувања, каде што во голема мера таквите ризици ние како земја ги увезовме. Ние сме исто така високо поврзани и од аспект на трговската размена. Пред се тука се извозниците кои што ни се главниот прозорец кон таквите глобални синџири и компаниите пред се кои што работат во тирзовите. Сметам дека како економија ние треба да започнеме да тежнееме кон тоа да произведуваме производи чија додадена вредност ќе биде повисока, меѓутоа да произведуваме производи каде што ќе ги продаваме на глобалниот пазар по цена која навистина ќе може да ни овозможат побрз развој и да направиме некоја по-значајна специјализација. Така што треба во контекст на она што претходно го дискутиравме, треба напорно да работиме. Значи, пред нас предстојат сериозни реформи кои што треба да ги спроведеме и во делот на образование, и во делот на здравство, и во делот на институции. Кога зборувам кај институциите тука, иако ги споменувам трети, сепак се можеби најзначајни каде што ние треба да се справиме со одредени проблеми кои години наназад ги дискутираме, како корупцијата, како сивата економија, теми кои што значат заслужени работни места според вештини. Во таа насока сметам дека треба да се фокусираме конкретно на реформи кои ќе ни ја подобрат пред се конкурентност и продуктивност. Така, за крај ќе ве прашам за едно ваше лично искуство. Се вративте од Америка, бевте таму на постдокторски студии. Како што ми кажавте, сте правили истражувања за јавните финанси. И сега би сакала да ве прашам, најако се сосема за некои искуства од тоа што сте истражувале, меѓутоа и од начинот на живот што може би биле како позитивен пример кој ќе допре до некого во Македонија, како подобро и ние да живееме. Така, јас бев на University of Illinois, каде што работев на истражување поддржано од Fulbright програмата.
Моето истражување конкретно беше како управувањето со јавни финансии може да ги подобри одредени исходи во делот на образование и здравство, и резултатите покажаа дека преку поголемо унапредување на среднорочната рамка на планирање и преку унапредување на транспарентноста во делот на јавните финансии, ние може да влијаеме врз извршувањето на буџетите, односно оној дел кој што секоја година го дискутираме дека ние имаме мало извршување испорака на капиталните расходи, ние може преку ваквите форми на управување со јавни финансии да го подобриме тој дел, а тоа понатаму да се трансмитира преку подобри услуги кои што се нудат во образованието и во здравството, за на крај да испорачаме подобри резултати на ПИСА и да имаме поголем животен век. Накратко, тоа беа резултатите од моето истражување. Севкупно мојот престој ми отвори некои нови видици во поглед каде сме ние глобално, во поглед како ние можеме тука да направиме да бидеме едно подобро место за живење, затоа што на крај на денот сепак само во својата земја најубаво човек се чувствува, и таквиот мој престој ми даде дополнителен мотив за јас тука да придонесам повеќе кон унапредување на некои вакви форми на ваков тип на реформи. Ви благодарам, Благица, што бевте денеска со мене во студиото и што ги споделите и вашите лични искуства, но и сознанија за јавниот долг. Ви благодарам.